Занечиството се повеќе изумира. На прсти се бројат занаетите кои се одржуваат и занечиите кои понатаму им прекосат на современите трендови. Работа има, но се помалку луѓе кои сакаат да ја продолжат традицијата. Еден од ретките во Југоистокот е и Санде Петров, кројач и шивач од Гевгелија, кој тврди дека е единствен во овој град со исклучок на берберите и фризерите. А кога бев ученик, не имаше доста. Преку 15-20 имаше. Денеска нема. Има две жени што работат, али оваа тешката конфекција не работи. Уште сам сум. А освен со кројачници и шивачници, има ли други занаети, самари, калеџи? Нема, се изумре веќе во Гевгелија. Нема ни столари, ни кацари, ни тишлери, нито кажи ги калеџи, веќе тие исто тингеџи калеџи. Само берберто што ги има малку, фризерто. Иначе друго од занаечиството нула. Чичко Петров вели дека од занечиството има пари, но треба посветеност и работа. Жали што младите не сакаат да учат како на времето и да им стане дополнителен приход токму занечиската работа. А младите сакаат ли да го научат? Никој не се интересира. Озбилно вика што. Нито питат ни ништо, само може да пите колку пари ќе ми дадеш да дојдам да работам. Ајде ела, викам, што можеш се што знаеш, колку ги извадиш толку. И нема, си замира. Живечка ја има и тоа супер, али више не се шие, него сега сме више сервисери, гледај, се е тоа за сервис. Патенти, скрати, стесни, спушти и така натаму. Сликата со занаечиството не е поразлична ниту во останатите градови. Во Валандово обстојува само еден самарџија. Во Струмица ги има нешто повеќе, но сликата не е иста како пред 20 на години, иако постојат повеќе форми за поддршка и развој на занаечиството.